Дојде мојот град, код бајка ти. Јас бев уште млад, ти ме излуди. Бев безречни се до пролета. Тогаш како птица ти ми одлета. Бев безречни се до пролета. Тогаш како птица ти ми одлета. 100 години тебе те барам, знаеш ли? 100 години каде си, Милјана ти? 100 години тебе те барам, знаеш ли? 100 години каде си, Милјана ти? Те љубам јас, штом те сонувам, твојот нежен глас ми одзвонува. Неќам да е крај, неќам да сум сам, каде да се криеш ќе те пронајдам. Неќам да е крај, неќам да сум сам, каде да се криеш ќе те пронајдам. 100 години Среда, 17 часот и 15 минути. Почитувани гледачи, ви благодарам што и ова попладне убравте да бидете на фреквенцијата на телевизија Сонце. Нова седмица и ново издание од емисијата Од своја страна. Имам музичари за гости. Говориме за Dream Team, групата која што неодамна го прослави својот 25-ти роден ден, односно 25-ти јубилеј. Во студиото со мене се Димитар Митровски на хармоника и Гоце Илиовски на тапани. Велам добре дојде за вас, дечки. Како сте и ви благодарам што ја прифативте мојата покана. Добро ве најдовме. Благодариме и на вас за поканата. Се одморивте ли? Се одмараме уште и од мене добар ден. Ти благодариме за прекрасната најава и еден голем поздрав до сите гледачи на оваа прекрасна емисија. Неодамна салата во МНТ, во Македонскиот народен театар, беше чином претесно за да не собере сите нас љубители на музиката, на убавата музика, сите нас фанови на Dream Team. Одбележавте 25 години постоење, 25-ти јубилеј. Какви импресии носите од МНТ? Па, концертот беше искрено, можам да кажам, прекрасен. Да, како што кажа, беше преполн, салата беше преполна и сме позитивно изненадени и сме задоволни и преблагодарни на публиката што беа дел од концертот. Се надевам како и ние што си поминавме прекрасно и вие поминавте добро. Навистина беше прекрасно да се биде од другата страна, односно во публиката. 25 години не е така малку време, тоа е навистина еден период од 1999 година. Да. Чинам. Како се основа Dream Team и како се менуваше групата низ текот на годините па се досега? Вака од самото основање, мислам, ние и предходно
Соработувавме со колегите Коки, Сашко, Маријан Коцев тогаш беше исто член. Така. Официјално Dream Team настана 99-та, тогаш и прв пат настапивме на Тетовски фолк фест. Значи стививме песна, требаше да излеземе на фестивал, меѓутоа немавме на официјално име. Како да се викаме, шо, нели? И тогаш наш драг другар Игор Зафировски, поздрав до него, он е кумот на овој бенд. Не можело подобро име, мислам дека најдобро ви одговара името. Благодарам. И така бевме заедно и слушате Dream Team. И се согласивме сите и официјално од 99-та е Dream Team. Покасно, после 2 години, мислам дека дојдоа Ангел, Ќосев и Александар. После тоа Дејан и Така, Гоце, ти си еден од, ќе кажем, основачите, можеби, на самиот почеток? Па, од самиот почеток, да. Од самиот Што се почеток. промени во Dream Team до сега, 25 години? Па, ништо, мислам, Остана ли првичната идеја и цел на групата? Да се зачува македонската? Значи, да, целта ни беше, мислам, добро, ние функционираме долго време и среќни сме што е тоа така. И мислам дека ретко од бендовите кои успеал да остане 25 години. Така, тоа е навистина со голем период. мали, нели, промени, али во секој случај е. Како си знајдовте со Димитар и со неговата хармоника? Димитар, ти си, ќе кажеме, можеби и најнов во групата? Да, мене ми е 3-та година како што сум дел од Dream Team и можам вака јавно да кажам дека чест и задоволство ми е што можам да бидам дел од тој Dream Team. Значи, станува збор за... Чинам дека прекрасно се вклопи во Да, искрено. целиот тој тим. Во овие 3 години сум близок со сите, исто како од самите мои почетоци да сум со нив. Така да мене ми е прекрасно, се надевам дека и нив му е. Ни приредивте еден волшебен концерт по повод 25-тиот роден ден, колку време се подготвуваше сето тоа кое што можевме да го видиме во Македонски народен театар, видовме и некои други музички имиња, познати музички имиња кои ви беа гости. Значи ли тоа дека во годините наназад градевте соработка со сите тие познати имиња на македонската естрада? Па да, значи ние соработуваме доста со многу наши колеги, пејачи исто годините наназад. Требаше исто да биде гостин и Наум Петрески, меѓутоа имаше некој настап, така да се поклопија термините со нашиот концерти. Да, него го видовме на видео бимот, чинам со порака. Така, да. И значи соработка имаме доста. Времето беше тоа што беше, нели, 2 часа и не знам 15 минути, мислам дека. Така нешто беше, да. Грубо. Имавме во план да имаме уште неколку гости, меѓутоа, нели, времето не дозволува и... Беше ли тоа еден малку така макотрпен период на проби? Да, секако дека да. Мислам, организацијата е лично само од членовите на бендот. Има доста обврски, проби. Меѓутоа вредеше за 25 Да, се години. помина како што треба и искрено мене лично ми помина се многу брзо. Да. И самиот концерт јас не ни сетив дека 2 сати и 15-20. Што подготвувате сега? Останува уште нешто половина месец до крајот на годината. Чинам тој концерт ви одбележа и 2024-та. Значи ли тоа дека Dream Team сега малку ќе се одмори или веќе имате други проекти на кои што им посветувате? Па во моментот се спремаме за Шведска. Таму настапуваме за дочекот на новата 2025 година. Dream Team пауза нема да има. Значи тоа мислам дека нема да се случи. Спремаме некои нови проекти кои би ги реализирале после нова година. Така да се надеваме дека крајот на февруари, март, не знаеме уште точно кога би го промовирале и нашиот нов проект кој после нова година, како што кажав, ќе почнеме да го работиме.
Така, споменавте Шведска, меѓутоа доста патувате како група. Значи ли тоа дека постојано сте барани надвор на на странскиот пазар, може би, како музичка група? Па да, така е, значи кај нашите во иселеници надворот, Америка, Австралија, Канада, па и по Европа, често не бараат, гостуваме кај нив. Сега, минатата беше година, нели? Да, лани бевме за нова година во Америка, па се вративме... Тоа на некој начин се ваши турнеи. Да, турнеи, кај што имавме отприлика 10 концерти. Така, да. И се вративме од Америка и по 2-3 недели заминавме на турнеја во Австралија. Така да беше еден и тој напорен период, ама си поминавме прекрасно, прекрасни искуства од Америка, од Австралија. Јас прв пат одев за Америка и си поминав прекрасно. Концертите сите беа генерално успешни, полни со публика. И се надеваме дека... Тоа е знак дека можеби навистина добро си се вклопил. Како те прифатија оние постарите, со повеќе стаж членови во групата Димитар? Па, искрено, супер. Значи, се како што треба, јас сум помлад и практикувам да ги слушам работите, пример, да, тие се поискусни од мене и практикувам тоа што ќе го кажат да го... Примаш и совети, сега кога стикнуваш и знаење од малку поискусни колеги, музичари. Мислам дека тоа треба да биде така и секој тоа да го прави. Така, значи, музиката е... Нема крај, значи музиката додека сме живи, да се... Салата во мената беше навистина претесна и беше една одлична можност за сите љубители, односно ваши фанови, слушатели да дојдат и да ве видат. Значи ли тоа како се поврзувате со публиката? Каде најмногу ве слушаат? Каде може да се слушаат Dream Team по веселби, по свадби? Каде сте најзастапени? Свириме приватни прослави, свадби, такви работи. Најчесто се домашни веселби, свадби. Так. Да, но можат и да не слушнат по локалите низ Скопје, низ Охрид, низ Бидола, каде што настапуваме. Така да претежно 80% можам да кажам дека се приватни забави. Така, тоа значи ли дека вашата агенда е веќе и пополнета за следната година? Како одат тие резервации, можеби? Па да, се однапред. Да, добра процент е веќе пополната наредната година. Значи, луѓето на време си се јавуваат, пошто веќе знаете си купуваат на време, па да кажем, можеби една година пред самата, тој што организира свадба или што и да е. На време ќе се јави, се договараме, се закажуваат термините и тоа е тоа. Така, сите среќни и задоволни. Споменавте повеќе проекти за во 2025-та. Имавте еден проект со 22 преработки на македонски песни. Чинам тоа беше нешто години назад. Дали Dream Team ќе се осврне на тој пат, на македонската песна, на македонската музика, кон што ќе целите во иднина? Па добро, паралелно, значи, освен тоа што имаме авторски песни, има доста наши македонски песни подзаборавени. Значи, многу подзаборавени и што реално заслужуваат преработка. Заслужуваат дефинитивно. Значи, многу песни се преработија и оживеа и се гледа тоа и по прегледите на YouTube. И мислам дека ќе продолжиме и понатака со такви преработки. Споменавте авторска музика, колку создавате авторска музика како група, како една музичка група? И што најчесто ви бараат, конкретно на прославите? Па, на секоја прослава можем да кажем дека е различен репертоарот. Да. Тоа е однапред определен репертоар кој што си го одбираат? Па, тоа е договор помеѓу бендот и да, тоа што прави весело. Свириме низ цела Македонија. Значи во Скопје еден репертоар сакаат, во Охрид друг, во Битола друг репертоар. Меѓутоа тука е мешана авторската музика со македонските преработки на другите песни. Да. Претпоставам се ви бараат. Точно така.
Така. А вие како група делувате, меѓутоа и секој од вас е успешен како поединец. Димитар, еве конкретно со хармониката, докаде е кариерата надвор од Dream Team? Има ли некои други надворешни проекти на кои што си посветен во моментов? Па го работам мојот трети албум, но тој е пак поврзан со Dream Team. Значи нема. Не ги оставам тие, значи без... Неизбежно е. Да, тие музичари мора да свират на тој албум, така да се е поврзано со Dream Team, можам да кажам. Во овие 3 години и мене ми е многу големо ми е задоволството што можам да разменам мислењата заедно со Гоце, значи да ми даде некој совет како постар музичар, поискусен, и тоа го прифаќам и гледам да го практикувам, така да и во мојот солистички албум, кој го работам третиот, и се надевам дека... Какви се плановите за 2025-та, да очекуваме ли Па види, промоција на третиот албум го работам, вадам една композиција годишно. Значи сега не можам да кажам дека ќе биде готов комплет албумот 2025-та, поради тоа што имам од тој албум 3 композиции извадено, имам над сите 3 видеозаписи и планирам сите, зависно од тоа дали ќе бидат 8 или 10 композиции на CD-то, сакам сите да бидат издадени со видеозапис. Така. Така да Значи, ќе има работа. Да, значи работа ќе има и снимање, не се мирува. Дали сте ангажирани пред новогодишно? Кажавме во Шведска ќе бидете за дочекот на новата година, каде ќе можеме во декември да ве слушаме? Па, по овој месец имаме ангажмани во Охрид. Сега сме во сабота на 14-ти во Хотел Ривиера. Таму гостуваме. Радовиш, Скопје. Да, имаме некои Каладаци. други приватни забави исто, Скопје, Радовиш, како што кажеме, цела Македонија. Така, каква е состојбата на македонската естрада конкретно со музичките групи? Соработувате ли меѓусебно? Навистина ги има многу, меѓутоа каква е соработката? Се дружите ли меѓусебно како колеги? На концертот можевме да видиме исто така многу музичари, колеги кои што дојдоа и кои што ве поддржаа, и тоа беше една навистина убава гледка. Музичари да се поддржуваат меѓусебно колеги. Претпоставувам и се дружите, приватно и... Точно, да. Дружбата мора да биде присутна помеѓу нас и да се поддржуваме едни со други. Така, несомнено дека е потребна проба, подготовка, работа за сето она кое што го реализирате и сето она кое што ви следува. Како одмараат музичарите? Како ги полнат своите батерии? Нема одмор за музичарите. Димитар после концертот кажа морам да одам на масажи, морам да се одморам. Да, го направили тоа? Искрено не. Ако земам вака лично јас, значи после концертот константно слушам музика, значи легнувам со музика, се разбудувам, пуштам музика и се е поврзано со музика. Тоа е убаво, зашто најверојатно и музиката и те одмора. Да, Гоце. Да. Па, одмор. Нема одмор. Претпоставувам времето значи, поминато со најблиските. Па, да, и домашни обврски, дома со семејството, покрај, нели, со бендот, проби, настапи. Значи, едноставно, онака, времето што е она слободно, што можам да го искористаме, малку во тишина. Тоа е ресурсот од Димитар. Да одмарам со музика, користам тишина. Тоа е кратко време да речеме во текот на денот, али е добро. Така, пред новогодишно Димитар некои други ангажмани, со нешто друго да ни се пофалиш, еве како? Па нема, тие се ангажманите се заедно. Активен си доста на социјалните мрежи, јас морам да го забележам тоа, не одам на објави на Инстаграм дека имаш веќе и 20.000 поддржувачи таму. Да. Сакаат ли луѓето да гледаат како работиш, како... Па да, искрено тоа, еве веќе една година има од кај што го објавив. Мене искрено ме воодушевуваат тие бројки кај тебе со хармониката и со... Да, значи пред не знам дали нема баш една година, од Австралија се сеќавам, од име на аеродром се враќам и случајно имав еден клип кој дома си го имав снимано, чисто за мене, тој не ни беше планиран да го објавам. И го постирам на Инстаграм и како стигнуваме во Скопје, го отварам Инстаграмот, тој 500.000 прегледи. И така, тоа отиде вирално, тоа беше, да, за
Ама не е само тоа, ден ке и тебе пол. мислам сите Да, и после тоа видео веќе сите видеа со хармониката. Сите видеа се по 500.000, по 600, по 700, по 200 има. Ти пишуваат Така да. ли? Па да, Интересно ли има, има она да, кое што има. таму го пласираш? Убаво е тоа што ме следат музичари од, можем да кажем, од целиот свет. Значи не се само од Македонија или само од Србија. Значи многу често знаат да ми пишат колеги од Турција, да ми искоментираат, да ме споделуваат, така да од Америка. Така да тоа е доста интересно на Инстаграм и ќе продолжим тоа да го правам. Колку како снимам. Dream Team сте активни на социјалните мрежи, колку тоа ви носи можеби гледаност, повеќе фанови, повеќе? И искрено и со Dream Team проектот последен што го снимавме, тие се доста гледани на Инстаграм и на Фейсбук, на фан пејџот на Dream Team, тоа е со многу фоловерси на Фейсбук и таму имаат и тие доста прегледи, над 100.200, а на YouTube исто така Dream Team и претходно, значи имат милионски прегледи на проектите што ги работеле, така да. Колку како колеги функционирате во целина? Поголем дел од тимот чинам се од кавадарци, ако не се лажам. Ама сите во Скопје. Ама сите во Скопје, тоа ми е прашањето. Моментално сам аз се Салат. живее во Кавадарци, таму и работи. Останатите колеги, да, значи Коке е потекло од Кавадарци, меѓутоа во Скопје живее и работи, не знам веќе, можеби 30 години е тука. Значи тука си функционирате, тука да, се Ангел пробите. исто кавадарченец, меѓутоа тука работи, со семејството се тука исто години. Дејан кавадаречки зет. Да. Потекло Од од Тетово. Тетово, меѓутоа и он е Значи во нема Скопје. бегање од кавадарци. Нема бегање, да. И пронајди го на трапникот од Битола. Така да базата е Скопје. Базата е Скопје, се надевам лесно води со работката, сите сте тука, се... Нема никакви проблеми, се е супер. И лесно. Да очекуваме ли нова авторска музика од Dream Team за 2025-та, покрај Па може проектите и кои цел што ги албум да се очекува. Добро, Авторска музика. имаме веќе снимено нова песна, меѓутоа за незе треба да се сними еден видеозапис. И е нешто поразлично од она што Dream Team го до сега работеле. Се работи за балада. Многу убава песна, мислам ќе имате прилика да ја слушнете, сигурно. Промоцијата во новата година, чинам ќе ни ја да, представи. Тогаш ќе биде и тогаш ќе се работи видеозаписот, затоа што сега се малце времето е со околу концертот. Имавме доста обврски, нели концертот, сега исто имаме спирки, така да после нова година ќе се работи тој видеозапис, ќе се сними песната и верувам дека ќе се објави. Така, покрај овој концерт, еве во Скопје, дали можеби планирате нешто налик на ова во другите градови, конкретно еве, не знам, Кавадарци, Битола. Па да, се преговара нешто, само тоа нема да го откриеме баш сега. Во исчекување ќе биде. Да, во исчекување, значи чекаме да се поклопат некои од Интересно работите. беше на концертот, јас не знаев дека поголемиот дел се од Кавадарци, од вашата група. Интересно беше што се видов другарки од Кавадарци, реков сега што барат овие тука. Ама навистина сте слушани и тоа вреди да се испочитува. Колку си ја цениме, еве, колку си ги цениме нашите македонски артисти, музичари, еве како група, колку сте ценети? Сметате ли дека го добивате потребното внимание од слушателите, од публиката? Па добро, внимание добиваме, да, но за тоа што го работиме, мислам дека треба медиумите и уште повеќе да работат на тоа. Значи не е само стрикно со нас, Добро, општо за медиумите, така, македонската... медиумите конкретно за целата естрада, македонска меѓутоа музика. публиката, каков е фидбекот од публиката? Чинам дека тоа што го давате и добивате Па назад. секогаш е искрено многу добро на сите настапи, свирки, многу позитивна енергија има. Тоа може да се забележи. Така да Интересно е што вие навистина функционирате како една целина, колку проби, колку подготовка е потребно за сето тоа да изгледа синхронизирано така како е едно цело. Па конкретно сега за концертот, за јубилеот, па не знам колку
5 проби мислам дека направивме. Да, 5 проби направивме. Направивме и тоа беше доволно за да звучи тоа како што звучеше. Мислам дека беше добро. Беше одлично, навистина. Благодарам. Навистина Така да, беше одлично. 5 проби, онака сконцентрирани, максимално професионално сработени пробите и мислам ќе има ефект да биде сега што треба. Така. Пред да најавиме за крај каде се ќе можеме да ве гледаме, кажавме во Шведска за новата година. Јас тука сакам да си ги поздравам моите пријатели од Smart Service. Тоа е еден професионален сервис за продажба и поправка на мобилни телефони. Сакам да ви подарам по еден вредносен ваучер од 500 денари. Smart Service ќе може да си ги посетите во трговскиот центар во Лисиче, овде во Скопје, ќе може да си ги искористите вашите ваучери да си одберете нешто по ваш избор. Многу ви благодарам што денеска ми го разубавевте пред новогодишно еве вака студиото на телевизија Сонце и што бевте мои гости. Ќе споделиме уште некоја импресија за 25-тиот јубилеј, ќе кажеме каде се ќе можеме да ве слушаме и тука и ќе се одјавуваме полека. Ти благодариме на убавите зборови, исто и ти не го разубави денот, така да ни е убаво во студиото, можам да кажам. Ке бидеме во соработка, јас со нетрпение чекам вашата авторска песна и новите проекти. Димитар, ти посакувам многу успех со хармониката. Не престанувај да објавуваш на социјалните мрежи, навистина е убаво тоа да се гледа од страна. Гоце ви честитам за 25 години Dream Team. Не е мала работа од 1999 година па да се опстои посебно на еден ваков мал пазар во Македонија. Честитки за се до сега сработено, ви посакувам навистина уште многу успеси да се гледаме само за убави музички доживувања. Ти благодариме на прекрасните зборови. Така е, почитувани гледачи, тоа беа Гоце и Димитар од музичката група Dream Team. Неодамна одбележаа 25 години постоење, 25 годишен јубилеј од Dream Team. Се надевам дека со ова топло предновогодишно интервју успеавме да го задржиме и вашето внимание. Ќе се одјавиме со музика. Ве поздравувам и уживајте. Жолти лисија паѓаат само за тебе. Животот ќе приказна штом си крај мене. Животот ќе приказна штом си крај мене. Врати се бела Марија, врати се ако ти останав драг. Жолтите лисија Марија шепота само за љубовта пак. Врати се бела Марија, врати се како што замина ти. Твојата љубов Марија само што песна и ветна се скри. Повторно се раѓаат река спомени. Лисјата си паѓаат многу години. Лисјата си паѓаат многу години. Врати се бела Марија, врати се ако ти останав драг. Жолтите лисија Марија шепота само
plačat za tebe. Edi oči beskrajno plačat za tebe. Vrati se Bela Marija, vrati se ako ti ostane trag. Žolti te lisija Marija, šepota samo za ljubav na pak. Vrati se Bela Marija, vrati se kako što zamila ti. Tvoja ta ljubav Marija, samo što plesna i petna se skida.